Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Јургиевски. Бирај. Што да бирам, ба? Финта ми правиш одма. Магија, Кате, магија! Не го фрли. Добре дојдовте Ама во вистинското новата добро. магична епизода на Никој како. Да, нема ја да правам магии, туку имаме гостин, односно трикови, нели? Така што верувам дека ќе биде интересно, а верувам да сте присуствувале на некој од неговите шоуа изминативе години, за тоа од кога почнал, како почнал, кон што се насочува, а и малку од тие трикови, се разбира ќе имаме можност да ги погледнеме тука, а него ќе му прави друштво една прекрасна млада пеачка, така ли? Па, ти ја напири здраво, живо, Кристиан без ја. Кристиан Шопов. без ја. Така е, еве, така ќе биде подпишано. Тоа ли се гостите? И Катерина. Како таква и Ненад како такав. Ето така, во нова работна недела. Ајде да почнеме одма, пошто немаме многу време. Ајде. Рековме зашто ќе си му обетиме денеска, така што веднаш би сакал да стартуваме од моментот кога, како, зошто започна да ги анимираш пред се најмладите, да уживаш заедно со они во сите оние трикови кои што им ги презентираш и се разбира да бидеш еден од најпознатите ликови кои што се ангажирани за најразлични детски забави, случувања и така натаму. Во право сум, така? Тоа треба вие да кажете како публика. Тоа оставам на вас. Да, многу прашања на брзина треба да одговорам. Така е, Значи пред отприлика 23 години запознав магионичар во Србија, во местото каде што е потекнува мајка ми. И тој ме научи еден магионичарски трик и од тогаш се опседнав со магионичарски трикови и така секоја година запознавав други магионичари, купував книги, учев од видеосеминари и тоа е едно такво магично патешествие каде што секој пат запознавав нови луѓе кои што ми откриваат дел по дел од мозаикот на магионичарството. Кој беше првиот трик што ти го откри магионичарот од Србија? Првиот трик беше со 4 петки, покажувам 4 петки, наеднаш исчезнува 4 петки се претворат во 4 бели карти, па се претворат во 4 кеца, но јас немав трпение да го вежбам трикот и веднаш го покажав на мајка ми магионичарскиот трик и таа ми го откри. И мене Кате. Таа ми го откри трикот, така да порака до децата кои што сакаат да станат магионичари, кои ќе научат некој трик добро да го навежбаат пред Да ни го кажуваат. пред да го покажуваат пред другарите. Да. Јасно. И колку е тешко да се најдат нови трикови, да се извежбаат нови трикови со оглед на тоа дека во Македонија тешко може да се најде, верувам. Сега сме нормално дигитално онлайн, верувам може, ама и тоа се чува, верувам не е ни толку достапно за јавност и за оние кои што истражуваат и бараат со оглед на тоа дека се трикови кои што треба да бидат изненадувања и треба да... Така, за разлика, јас кога бев дете, тогаш беше наистина невозможно да се дојде до магионичарски трик, но за среќа сега имаме интернет, така да се е достапно на младите кои што сакаат да започнат да се занимаваат со оваа уметност. Се е достапно и може да почнат да навлегуваат во тајните на занајатот или тајните на магионичарството. Но потоа и нормално со тек на време ќе стекнуваат повеќе искуство и ќе можат да разменуваат искуство и поделикатни теми да дискутираат со други магионичари кои што не се само магионичарски трикови, како да наречам магионичарска филозофија. Да, има некоја поделба, ај малку тука да ни го разјасниш тоа. Нели имаш трик од со карти, коцки, јажиња и така натаму, детски да ги наречеме, нели кои што децата ги интересираат, до оние кои што сме виделе луди шоа, исчезнување, сечење. Илузионист, мене ми е тоа филмот кој што ми е таков нај... Така, значи има клоузап магионичарство, или магија од блиску, каде што се вклучува трикови со карти, со парички, со топчиња, со јажиња. Има големи илузии, како што прави Дейвид Коперфилд, да исчезне кипот на слободата, или да се пресече девојка на пола, да се прободат мечеви низ кутија. Да, оно што го гледа, така. Така, има магионичарство
за деца, кое што е во моментот доста популарно во светот и кај нас јас работам највеќе за дечињата, но јас се трудам покрај да ги забавувам децата, да вметнам и едукативна компонента, така да имам магионичарски представи каде што ги учам децата како да селектираат отпад, како да се грижат за животната средина. И така да тоа ми е битно да користам магионичарството како алатка за едукација на децата. Да. Одлично, да. А дали може стига во ова време да речеме интернет, така имаме и сега ти можеш да си го купиш трикот од некого и на тој начин да го дознаеш? Разбираш? Или како доаѓаш до нови трикови кои што некој треба да го објасни. Така, сега во време на интернет може и без пари да се дојдеш. А и без пари можеш? Добро, уште полесно. Дана мора да напоменам дека тајната не е суштината на трикот, туку изведбата, како ќе се изведе трикот. Како ќе се изведе самиот трик на креативен, интересен начин, како ќе се внесе публиката. Тоа е една форма на театар каде што магионичарот глуми улога дека е магионичар и дека ќе направи нешто невозможно. И целта е колку повеќе ќе се внесе публиката во приказната на трикот, за да им биде поинтересно на гледачите. Инаку самата тајна може да се најде доста едноставно. Можеме ја да ми ја кажам ако ги интересира. Но тоа е проклетство на некој начин, ако ја знаете тајната, после нема да ви биде интересно да гледате. Затоа подобро е оние кои што не сакаат да се занимаваат со магионичарство, подобро е да не ги бараат тајните на интернет, за да им биде поинтересно и да може да уживаат кога ќе гледаат во живо. Така, ќе имаме трикчиња, но ајде да вклучиме и Тијана. Види, тука е некаде поврзаноста и ти треба да одбереш добра песна која што ќе стигне до публиката, да ја донесеш онака како што треба како тој триковите и нормално со колку ќе бидеш умешна во тоа, толку да биде и успешна и песната и хитот, така ли? Така, и кај нас има трикови некои. Има трикчиња, да, така. Ајде малку твојата приказна музичка. Да, мојата приказна, јас сум цел живот со музика, имам 23 години, оноку колку што тој работи со трикови. Имам 23 години, така што од мала сум со музика, потекнам од музичка фамилија, така што нели гените нормално дека сум ги наследила, поготово од мојот татко. Цел живот сум од нижо, средно музичко, ден денес сум на факултетот за музичка уметност, теоретски, да. Зашто не избере поп? Популарни жанрови? Тоа е многу интересно, баш преска го разговаравме додека нели чекавме. Пењето ми е ново кај мене, односно пред околу 3-4 години почнав да го применувам. Предходно бев цело време со клавирот. Клавирот ми е првата љубов, дори имам онака слики од бебенце каде што мавам по клавирот на неколку месеци, така што цел живот бев со клавирот и другите теоретски предмети, а пењето ми е нешто ново што почнав да го применувам. Само да замолам од режија да ни пуштат последниот спот сега за сега, нели? Тој, па додека си муабетиме малку да уживаме. Да го погледнеме, да. Така што од исто така пред 2 до 3 години почнав и со авторска музика, покрај живите свирки кои што ги имам постојано. Почнав првите песни две ми беа со Ѓорѓи Крстевски соработка. Потоа имав соработка, чест ми беше што ги имав сите тие соработки, нели, со Иван и Јован Јованови, каде што настапив на Макфест пред 2 години точно. Потоа и со Иле Спасев и сега имав една голема пауза, оние кои што ги знаат моите песни, ги следеле, го приметиле тоа дека имав. Па добро, оваа е последна, оваа е пред една година. Да, така што една година имам пауза, а тоа е затоа што сакав да си го пронедам мојот стил, по кој што ќе бидам препознатлива и едноставно да не ги следам трендовите, туку да бидам навистина она што сум јас и верувам дека публиката тоа ќе го познае кога е искрено и од срце. Така што се она што ќе биде сега следно ќе бидам вистинската јас. Нема во ваков стил нешто. Не во ваков стил. Не во ваков стил. Ќе ни откриеш нешто малку? Па можам и да откриам, нема ни проблем. Значи тоа ќе биде во R&B стил. И затоа што тоа сум вистинската јас, како што кажав. Меѓутоа е интересно затоа што во Македонија не сум забележала да има некои пејачи кои што го тераат тој стил R&B. И можеби ете ќе бидам нешто ново, предпознатливо, поготово. Соработувам со Иван Петровски, он е млад музичар, продуцент, исто така гитарист, кој што прави исто песни. Ова песна сега што ќе излезе следна ми е прва со него, меѓутоа имаме и други во шкафчета што ќе излегуваат. Навистина и он ме свати целосно она што јас го барав и јас успеав целосно да се, како да кажам, да се откриам пред него она што го сакам
и мислам дека ќе им се допадне на публиката. Ти ја некаква соработка со некоја продукција, некој кој што ќе се бави со сите оние пропратни работи, нели? Не може све пејачи. Да, така е. Имаш ли некаква- Тоа е најтешко, мислам дека исто така кај нас, затоа што најчесто нели се сами треба да правиме, да се бориме, да бараме спонзори, па не и секој лесно нели се нафаќа, поготово ако си нов во тоа што го правиш. Секој добар пејач има менаџерски. Така е, способности, така е. Така што навистина е тешко. До сега јас не сум имала шанса да соработувам ниту со спонзори, ниту со некоја продукција, меѓутоа се надам дека и тие самите ќе ме препознаат, ќе им се допаднаме дека самите ќе ме побараат затоа што. А колку си размислувала можеби за пријавување на некој талент шоу како што се кај нас? Имам не размислувано. мора да се врзуваме за грант, има и едно друго со малку друг стил, R&B и така натаму. Имам размислувано, меѓутоа мое лично мислење ова сега не е како навреда кон останатите, туку навистина мој личен вкус и мислење дека не ги почитувам баш тие надпревари, затоа што сметам дека музиката па и секоја уметност не е трка, значи не треба да се надпреваруваме, туку секој си е уникатен, секој си е свој, си има свој израз и треба да биде претпознатлив по тоа што е. Добро, ама како одскочна даска и прайм тајм минути каде што ќе биде забележан нели меѓу масата, дефинитивно. Можеби некојаш во иднина, меѓутоа до сега зошто не сум се појавила е таа причина што ја кажам. Јасно, така е, секој си има свој. Добро, Кристијан. Ајде нешто да поработиме. Еден трик. Правам најчесто трикови на детски забави, сега ќе се потрудам да направам нешто за малку поголеми дечиња. Не се секира и ние сме внатрешна деца, сме се радуваме на се. Ние имаме една игра денес каде што треба да погодуваме кој сум јас. Кој сум јас. Ја правиме таа. Тожно темата на погодување ќе ми биде целта на ова илузија сега што ќе ја направам. Ајде, да увертирам ако да се загреш да погодуваш. Во ова плико имам една карта. Добро. Таа карта која што се наоѓа внатре во ова плико е картата која што може да си станеш слободно нели ако ќе ти изберете вие. Добро. Значи уште пред вие да одберете карта, јас ставив во ова плико една карта и тоа е токму вашата карта. Дали ќе биде истата карта като што ти ќе одбереш? Виж като. Пази да зездеш трикот. Само да проверите дека сите карти се различни. Добро. Да видите дека се е регуларно. Така ќе го промешам шпилот и сега треба да ми кажете стоп било каде сакате. Само кажете стоп. Стоп. Овде? Да. Земете ја картата, покажете ја сите да ја видат гледачите, само јас да не ја видам. Дали ја видува гледачите на пред малите екрани? Сега. Да, ја видам. Ја видува, добро, сега ќе се свртам, може да ја спуштите да ја сокриете картата. И моментот на вистината, која ќе видите дека внатре во ова плико се наоѓа вашата карта која што извлековте, а тоа е крал Детелина. Не. Како не? Да видам? Дама срце? Но всушност јас кажав дека внатре во пликото се наоѓа вашата карта. Така? Видете, од задната страна на овој крал се наоѓа целиот шпил карти. Гледате, се наоѓаат сите листови, сите баклави, сите детелини, сите срциња. И токму еве вашата карта дама срце, еве дама срце. Като знаем, следниот пат ти нема следниот пат ти нема да фаќаш ни карти. Јас викам, чекам дали ќе излезе. Сега ми треба помош од господинот Ренат да направи абракадабра. Абракадабра да ја вратам ја. И од другата страна имаме на вистина. Покажува да видат. Като требаше ја окус-покус да направам за да биде како што треба. Браво! Значи си за никаде Мониката. Кате, ти со трикови не. За трикови не си, боже. Не, тоа е само показател дека ти треба ми ја малку. Така е, вака абракадабра. Тимска игра. Така.
Добро, ај кога веќе ја спомна, ајде малку кога сме веќе кај игри, да. Значи кој сум јас? Ајде види се како да ти оди со погодување. Сега гледачите ќе може да се уверат дека ова се трикови, дека нема никакви надприродни моќи, бидејќи најверојатно ќе ми биде тешко да погодам, ама Чекај, сега ти одма уште не почнати, тешко ќе ти биде. И што ако одма погодиш? Чекај, пес нема никој тежок да ти дадам. Ајде, Кристијан, можеш на... Не, ќе им дадеш оно. Они да се напишат, може. Вака, значи не гледај Тијана. Добро. Чека, ова на Тијана почне округло помали се. Да. Шилава. Тоа е за низа, ти напиши на... Земи ги тие и напиши на Тијана Нема наш. скајп. Добро, нема. Чекај ја да изгасам. Ајде, гаси. Само момент. Добро. Значи вака се, Тијана не гледа натаму, Тијана, сега ќе од Тијана ќе го земеш. Иве и ова пишува. Црна. Не гледай да пишам. Прво нека пише Тијана, јас додека покажувам, односно може и таа. Добро. Супер. Тијана, само те молам, покажи го на камера 2. Така, односно кец. Добро. Добро. Мислам дека видоа, добро. Така, сокрива. Добро, Ајде, Кристијан. благодарам. Тијана, не гледа сега. Не зиркам. Не зркај. Не зиркај. Не зиркам. Ферсум ви. Да. Добро. Добро. Океј. Може. Дај да покажеме само. Не гледај, Тијана. Добро, видовме. Радовам, видовме. Ајде, се без да видите, ставете го ова Тијана. Тијана, Ајде. ајде. Дур се распоредиме. Добро. Повелата. Добро. Ајде, Ето твоето. така. Ви објаснив пред емисија. Да. Како... Кико? Ајде. Ајде. Нема да го. Како се игра? Играва со прашање, Добро пази си на вака? Не. хубавото. Ај, мами, си. Со да и со не. Другиот одговара и помага, а може овој другиот да прв? прашува што Кој сака. сака? Можете и двајцата, можете прво едниот, како ви одговара. сакате, ајде. Одиме до дека не се погоди. Ајде, Тијана. Ајде. Може да... Ајде. Може. Дали сум женско? Да. Добро. Дали сум пејачка? Да. Дали сум од Македонија? Да. Добро. Дали сум со кафена коса? Искрено ти кажам, не знам. Да. Да? Да. Добро. Сега женско и коса. Кафена. Да, се... Елена Ристовска? Не. Добро. Дали имам настапувано на Евровизија? Да. Тамара Тудовска? Не. Кафена. Кафена, заборев на косата. Добро, која генерација сум? Или тоа не смам да прашувам? Сега, која генерација си? Не се прашува... Жена за Чекај, жена. дали... Уствари не. Добро, Значи што била на на Евровизија, па Чи не била биле- Евровизија, не биле многу. Не е Тамара, Кафена коса. Да. не е Елена, Калиопи. не е Калиопи. Црна е Калиопи. Значи била Каролина. Каролина, така Инаку ја обожавам Каролина. Одлично. е. Добро, ајде се видиме. Ајде стига. Ајде, сега да го видиме магионичарот. Дали ќе погоди? Магија. Да. Дали сум од Македонија? Да. Да. Дали сум актер? Не. Дали сум пејач? Да. Пејач? Помош од водителите... Поп за пејач, некој- ајде. Поп пејач, јас... Возраста. Ја, одма помош, две прашања Чекај, постави. праши уште нешто, го Да. треба, јас ке ти дадам. Да, значи поп пејач, повозрасен... Ристо Самарџиев? Не. Не. Јас, ете, може би ја погодив картата, Имаш ама... многу убави текстови во Да, и бил на Евровизија, ајде. Бил на Евровизија. Аха. И тоа прв представник од Македонија. Прв представник. 98. Далече тоа. Сега ме сега збунивте те уште погоди. толку да... Јас не можам да погодам. Не е Тоша, туку е. Кој биле на Евровизија, сети се. Или ти не знаеш кој Ајде, биле на по возрастене. Ако ти ја кажеме писна, Сега ќе летово погодиш. ќе има концерт во Охрид на Антички. Не сум информиран, не ја следам многу македонската Не зори зоро, Не зори Црно зоро, пиквешко, се вика... Владо Јаневски. Така! Јаневски направи место, сладка сестро.
Лесно е да се Мантика. биде магионичар магија, покрај магија. волку добри помошници, асистенти кои што помагаат. Така е. Ајде Одлично. сега одиме со прашање. Ајде са малку прашање. Ајде. Доста магија. а? Да. Со која историска личност се поистоветувате или ја почитувате? Историска. Ти некој магионичар извади? Да. Худини. Аха. Худини најпознатиот магионичар од историјата. Кој што знаел како да направи спектакуларни точки, да се ослободува од ланци, да бега од затвори, од затворени кафези, да се ослободува. Кој си се обидел никогаш во животот така? Да, тоа сакав и јас. Трикови да Некои правиш, такви тешки трикови барам си. дома да се обидеш, нешто да направиш, или? Се ослободував од ланци Добро. порано, но реално немаше пригоди каде би Нема можел интерес, да да настапувам. да ги- да. Јас инаку порано имам направена илузија да се појавам на мотор, да исчезнам од еден дел на сцена на друг дел на сцена, но со такви големи точки имам настапано само 2-3 пати. Така. И зашто се многу логистички тешки за изведба Така. и затоа се откажав од правење на спектакуларни точки, се сведува сега на поедноставни, поедноставни. кои што се лесно транспорт, лесно преносливи. Така е. Да. Да, супер. Јас немам одговор на ова прашање. Добро е, па Навистина треба не се знам, замисли. излажам што и да кажам. Добро, во кои прилики лажете? Ајде, кој сме изложени. Во Ајде, сега. Во кои прилики лажеме? Па, најчесто лажам кога каснам, а тоа е секој ден, секој цело време. Лажам, нели? Излагам од дома, јас уште сум дома, И за уште 5 се минути сум таму, спремаш. за Да, 15 сум да. таму, па и повеќе. Во тие и други вака не ми тегнуваат, меѓутоа кога треба да се бели лаги, значи Да. ништо што би наштетило на На некој друг. некој друг, така. А Кристијан му се триклаги. Да, мене тоа ми е Три работа. клаги, тоа е работа. Само јас сум честен кога лажам. Јас признавам дека лажам. Признавам, лажам. Да, тоа се знае. Добро, каков талент би сакале да имате, а не поседувате? Да бидам глумица. Тоа сакаш да А бидеш? си се обидела? Не сум се обидела, можеби ќе се обидам. Може би го имаш талентот? Може би го имам, а не знам, да. Меѓутоа тоа ми е исто желба што имам цел живот, а никогаш не сум направила ништо кон тоа да пробам да видам дали ме бива, дали не. Така што тоа ми е неостварена желба голема, многу голема. И го сакам тој талент да го имам. Глумица на филм или во театар? Или Искрено, во серија? искрено и двете, меѓутоа, па не знам, филм. Филм, иако е полесно нели во филм, театар се носи своја тежина ептен, меѓутоа ета филм би рекла, поинтересно. Талент, ја би сакал да имам талент за брза меморија, да можам се многу брзо да меморирам, да не ми треба време да повторувам. Тоа се граничи малце со супер моќи. Да. Но талент ете, тоа може да кажам. Добра Одлично. меморија да прочитам една книга и да Да запомниш од прва. да знам од прва. Да. Што не ви се допаѓа во вашиот физички изглед? Еве, ја ќе се жртвувам. Ајде, Ајде па. Мене во мојот физички изглед не ми се допаѓа мојот стомак, Добро. но работам на него во тератана. Во моментов правам пауза, Да. но набрзо ќе се Во вратам на моментов ги- тератана. Паузата се гледа. Се Ама гледа ја дека снима. пауза. Да. И јас пауза правам. Ама со вежбање ќе исчезне магично. Да, дај може да будеше така магично све Да, си да исчезна. Јас поубратно. Јас сум слабичка и сакам малку да се стегнам и се до тоа, нели, со тератана со слично, меѓутоа цело време го кажувам тоа, никогаш ништо не правам во врска со тоа, така што тоа би го сменила, да можам вака преку ноќ. Не можеш да се поправаш. Како? Не Слабичка си? Значи Не. тоа стварно, Кога би имала можност. многу луѓе ми се чудат, значи се А си јадам. јадеш, така? Цело време јадам. Се јадам во 2 по полноќ јадам. Што би дала кафе да Сакала, така, да. Килце две нешто ќе се мрдна, ама никако нешто драстично, мислам. Да. Оно што не те прашав прииска, а сакам да го знам. А дали сега кога би се вратила повторно да се запишуваш на факултет, дали би избрала популарни жанрови или би останала повторно на теорија? Дефинитивно популарни жанрови. Популарни? Да, дури размислувам сега кога ќе завршам нели со теоретски, Добро. да се упишам и на популарни жанрови, Така. затоа што тоа повеќе ќе Предпоставам го ќе ти применувам. помогне, така, да, за се оно што, да. Да. Добро. Вика навика која што сте смениле. А Сте горди на навика. тоа. Некоја лоша навика што сте смениле.
Има ли? Сега ова не знам дали се смета за лоша навика, меѓутоа до пред некоја година, до пред некој месец, додуше не години, ми требаше многу долго време да се спремам. Значи, јас кога требаше да Значи, ти излагам кога од дома... каснеше порано, каснеше саат време. Ради Така, таа сега навика. Имам за таква една спремање. дома, да. Да. А сега каснеш 15 Така, минути. значи многу добро, е тешко па. затоа што треба, пример, имам договорено нешто во текот на денот и цел ден јас треба да го резервирам со спремањето за да ја стигнам вечерта. Таму каде што треба да стигнам. Така што би рекла дека тоа е Колку време ти треба кога треба да идеш на настап? сега веќе за Недела дена однапред. час. За час и Цел пол. ден. Не, сега веќе за час и пол сум спремна. Добро. До 2, зависно дали знам што ќе носам или не, тоа е клучното. Тоа е клучното. Да, а порано и до 3 часа. А секогаш во гардеробер има некоја облека што ја снимува, Да. магично, Многу- што не ти се допаѓа ништо Или што ќе се има. замислиш па не изгледа како Да. што се замислуваш, така што тоа е нешто што сум го сменила. Супер. Ако се добро. Кристијан, навика? На добар пат си. Навика, мојата навика што ја сменив се е поврзана со стомакот, со јадење нездрава храна, јадење хамбургери, добро. пици, буреци, значи порано сум знаел во 12 вечер да станам од кревет и да отидам идеш да до- јадам бурек. Офлеле. Значи тоа е за стомак, тоа е катастрофа, Да, ама и навика. не си имал толку години порано, па можело да се Ама тоа би контролира. било Камуфлира. не толку ова е сменето во поскоро време. Значи сега изминатава година Аха. како сум ја сменил на навиката. Значи тоа со нездрава храна ми било најлошата навика која што сум успеал да ја сменам и сега веќе со месеци дури еден период водев евиденција секој ден, направив една табела со секој ден дали си стојам на зборот, и штеклирав, не јадев нездрава храна, штеклирав и секој ден и така имам за цел месец, да. Па добро. А не е добро му е таа финта, Добра е гледаш, финтата. чисто Ја да... не ја правам таа финта. Така, Ја го Ти сакам не можеш, многу. ти нема потреба да немаш што да штеклираш. Не. А кога сме кај храна, што никогаш не би јадела? Инсекти, Кинеска бубачки. храна. Бубачки секти? Добро, тоа е ептен. Кинеска не би јадела, зашто Да. кој вкуста си пробала? Сум пробала, не. Тоа не ми кисело, Не ми оди. ја можам секој ден. Не ми оди Ти тоа. не јади, јас секој ден можам да. Ете ке се смениме. Тоа ја што добро. не мога да јадам. И секој ден можам таа истата, кисело, сурено, нешто тамо. И јас не можам каде Не тоа можеш кинеска? мешани вкусови. Ау, кисело. многу е добро. Да. Топ. Кико? Јас Инсектите си ги замислував како јадам нешто. Се изгуби Само не е Да, само да не е бурек. Само да не е бура, кажеш, што не би јадал инсекти. Да, не би јадал инсекти, мада познавајќи се себе си може би Може ќе пробам. би пробал чисто онака од љубопитство да видам како функционира тоа, бидејќи тоа во некои делови од светот е нормален дел Така од е. исхраната. Да. Така За е. инсекти, бе. Не, ми викаат потргни се, пошто јас сам подпре. Викам, че, што би пробал? Ножиња од мешлаба. Има некој со тоа. Поховани ножиња од мешлаба. Добро. Чекај, која е најчудната фризура што ја сте ја имала? Ајде, Најчудната. да. Јас еден период бев, ама многу краток период, од доле ми беше плава косата, Добро. од горе црна. Добро. И нели така кога ќе ја собереш од доле плава од горе црна и многу беше Ево крем. интересно, баш евро. буквално. Тоа е супер Евро пример. Така ми беше ама многу кратко затоа што тоа беше пред да ја снимам, да го снимам спотот за првата песна. И сите ми рекоа не, или офарбај се у една боја или вака како папагал никако. И тогаш ја сменив во црна и тогаш сум црна. Ама тоа било Да, најинтересно. добро, да, интересно. А Кристијан, ти како магионичар ке тебе може и пожално да има некои луди фризури. Да, кај децава. Тоа би било интересно до разни Или бои. капи или нешто, не знам. По капи би било поинтересно. Ти со сепак. капите го Да, изведуваш го што изведам поиш. тој. Инаку најчудно нешто што сум имал како во средно училиште и на факултет имам долга коса до тука. Да, долга коса, а во еден период бев без воопшто без коса, ја избречив главата, чисто експеримент. Имам братучет кој што немаше коса и сака да бидам како него, онака да видиш чисто како да е. видам како изгледа тоа, да не мораш да сушиш коса, Да, само да да, се избричеш со пешкир.
и да ти е бидеш најдобро. Се заарни, после па си остана со кратка. Да. Добро, кате тука правиме Тука? трик пауза. Трик пак? А имаме, да, три Ајде. имаме за до крај, така да пред реклами уште еден, ајде. Уште еден. Ајде да видиме сега. Ајде да видиме сега. Значи, се е трик, се е илузија, оптичка илузија. Овој трик Само Кате нека не пипа. Ја да ви читам трикот. Не, слободно, повелете едно јаже. Кате, не си играј со трикот. Ке ти се зезна трикот, Кико. Повелете, проверете ги јажињата. Да видиме дали е добро јажата, да провери Видете, дали е скинато. Вртам, ако Да, видете дали има магнети, дали има огледало, дупло дно, нешто, дали има нешто необично, нешто специјално, проверете дали се лепат крејвите. Инаку овој трик многу често го правам, сакајќи да им покажам на гледачите дека се е оптичка илузија. Така слободно може да проверите. Дали се е Јас супер? можам да констатирам дека јажето е јаже. Нема ништо скриено во него. Благодарам. Значи ова имаме јажата. едно долго јаже, Добро. едно кратко јаже И едно и средно едно јаже. средно јаже. И сега? Три јажиња со различна должина. Така е. Сега ќе си поиграм со вашите очи Добро. и ќе направам илузија да гледате дека имам три еднакви јажиња. Но знаете дека тоа не е вистина, така, Да. Ненад си кате ги проверивте јажињата, значи еве го на мало јаже, еве го средното јаже и еве го долгото Ти јаже. го тегнеше бе ова твоја? Не. Сега знам Ненад дека сака, гледам дека е љубопитен, сака да открие тајната, така Ненад? Така. Да. Па како Да, можеш, вака, ако не инсистирам. ќе помогнам така што едно јаже ќе извадам, ќе го тргнам на страна. И овде имам само две јажиња. Сега е полесно да го следиш трикот. Со едно Ајде. толку може да гледаш во едното јаже, со друго толку во Ајде. другото јаже. Цик-цак, цик-цак. Но за да биде уште полесно, ќе направам да имам само едно јаже. Сега од ова едно јаже можам двата краја да ги извадам, да ги ставам кај мене во джеб. Овде. И тука имам јаже кое што нема краеви. Гледате јаже без краеви. Јаже без краеви. Од двата краја ќе ги вратам назад на јажето. Сега само Кате да направи абракадабра. Така, да. Немој Кате. И краевите се вратија назад. Ката, ти си цела магија, бе, Кате. Сега, едниот крај ќе го спуштам долу, другиот крај исто така долу, видите ја средината. Добро? Ако потегнам средината овака, може да извадам. Сега средината ќе ја вратам назад. Ќе дојде овде. И сега се ќе вратам да биде како на почетокот. Ќе го пресечам ова јаже, ќе го вратам ова јаже овде и ќе видите дека се тоа беше дел од илузијата, дека всушност цело време имав едно мало јаже, едно средно јаже и едно долго јаже. Многу ти е добар клип. Браво. Епа, почитувани гледачи, додека ви размислувате како ова чудо, што анализирате по дома, враќате, стопирате и така натаму, дајли? Додиме ние на реклами, па ќе се вратиме назад со уште трикови. Они на нас магија. Сега и ние имаме магија. Сега ке видите. Да, имаме и еден трик Ама со како ги топчиња. погодивме двајцата високи, Сега разбираш да? ова ни е најинтересната фризура што сме имали. Кога стварно видиме какви сме. Добро. Океј, едноставна играта, се вика кош на глава и треба да дадете кош. Кош на глава. 5 топчиња, 5 шанси, да видиме кој ќе му се посреќи да погоди за што Манчич. повеќе. Ајде. Еве Манчич. Ајде, Топчињата заземи се кај позиција. Кате, со тоа што Кристијан, за да Чекај се, имаме јас сум добар како убив, сакаш. твоите се плави. Твоите Плави, се жолти. Добро. Кажи му сега, може Добро, да се кликни спустите. право. Малку дојди понаместен, Високи сме, ама не сме толку малку многу. понаместен. Ете така. Чека, дали ти е добар наместен? Дали е добро? Да, ма крив си. Малце се страшно. Како? Немам ориентација. Чекај, Како крив како си. вака? Се малце понес. Стој. О, браво. Ајде, сега. Браво. Што да направи? Можеш малце да поттекнеш, Добро. така,
Малце да ја спуштиш главата. А, да, вака да не се. Кате, ова ти е исто како ти на ваква да си какала. Исто. Па сум видел колку е висок, он нема проблем. Ти како од рефлектор да маваш. Кико, Добро, може и Кико, ти ги попушта. собереме после. Ајде. Ги собираме после? Да. Добро. Ајде. Ајде сега пак. Да, уште малце. Главата. Добро. Малца. Добро, тоа Ајде, беше Кико плава. прва среќа беше тоа, сега да видиме со втора среќа. Ај, Добре, водам, има надеж. Јас само да споделам кога бев дете Добро. и отидов на пробен час по кошарка. Да го откриам мојот антиталент за кошарка сега. И вака Директно ми јавно доаѓа. пред сите ми дадоа да шутирам. Добро. И јас шутнав. И не само што ја промашив целата табла, Добро. целиот кош, целата табла, ја погодив таблата каде што црташе тренерот, инструкциите што даваше. Добро, табла нека ти погодил. Верно сум погодил табло, така да мора, Ето може колку е се маѓоничар пута. кој што... Да. така, друг пат анкета ќе им преме на гостиве, рефлекториве да не Ајде. Браво! Браво. Ајде да видиме. Да, Маце главата. малце вака на напред. Така, тука. Дали се осигурени играчи? Дали ја носим? Ја мислам, не знам, ќе треба со сунгер. Само малце исправи се. Така. Добар. Вака поголем предизвик да ми биде. За малце. За малце беше. Ајде, Кико, уште две. Ајде да видиме. Маце главата подолу. Извини. Јас... Ова се слуша. Шала на Ајде, смеја. едно барам, Кико, едно. Чекај, понаму, добре, барам не те удри. Та водата. Кико следен пат употреби магија. Јас обидов, реков да бидам честен, нема да мамам, нема да Да, користам ништо. маѓоничарски Така. трикови. Така. Без трикови, ова е резултатот. Да честитам. Ајде, она што си најдобар. Може ли вади тоа круната? Вади круната. Ето така. Оставаме 3-0. Стави кате. Готово. Вади само да- Чекај, јас ке ти помогнам. Ајде. Готова? Се моли, кате да помош. помогне, но косата да ја остави. Косата ако може да остане. Се надевам дека така ќе биде. Не види, со оглед на тоа дека кате има густа коса ваква. Моја не моја. Чекај. Ете го, добро. Така да. Готова. Добро. Нема проблем. Може да застанеш. Ајде. Тука може вака. Не, ја ќе Не, направиш не, трикот. не, Аха, добро. Кико вика, чим се топчиња, имам ја трик со топчиња. Така Ајде. што, дали сме Сеам окей трик. наместени овде да одиме понаму Можеме подесна? вака. Понаму, добро, дојдете понаму, слободно, не бегајте. Ајде. Еве, сега трик со две топчиња. Добро. Да мога ми спружи ги рацете овака. Две топчиња. Топче број 1. Топче број 1. Топче број 2. Топче број 2. Топче број 1 ќе го ставам кај мене во рака. Добро. Топче број 2 ќе го ставам кај тебе, свртија раката овака. И види, ќе чукнам еднаш. Отворија раката. Топчињата си ги сменија местата. Зашто ми се изнасмеавте толку? Кома? Зашто ми се... види, ката, види што еде. Значи, топче број 1, топче број 1 ќе го држам јас, топче број 2 ќе го држи Ненад, затворија раката, стегни силно, види, ќе чукнам еднаш, само дувни еднаш. И види, ова топче ќе го испратам. Отворија раката, А, кај тебе се двете? отворија Не раката. знам, ма стварно. Браво, човече. Сега едно прашање за вас. Кажете ми, ако едно топче ставам во џебот, едно топче ако ставам во раката, колку имам во раката топчиња? Едно. Не, имам 3. Ајде, браво ти, браво. Која, ова со пари го можеш? Од 3-1 со пари. А, не! Дали може од едно три? Ова може со пари, види. Значи, 1, 2, 3 топчиња. Види, Ненад, едно ќе ставам во Чекай само за џебот. гледачите полеку. Да, Добро. едно, Едно, ја имам две тука. да, едно во џебот, Добро. едно во раката и едно во џебот. Колку имам сега во рацете? Едно во Едно. рака, две во џеб, така? Да. Колку имам во рацете? Едно. Две Едно во во джеб. рака, две во џеб. Да, немам ниту едно. И, ама ја усовршила оваа финта.
Може би изгубив 3-0 во Кошево. Ова си беше. А ова се врати. Се врати во игра. Браво, браво. Толку со топчиња. Ај види со пари ме појави се. Дали може од 1-3. Сега тоа ќе пробаме. Поздрави си. Колку треба, Кристијан, колку треба за да се научи еве ваков трик, да речеме, временски? Временски, тоа е релативно, зависи од претходната вештина, претходната рутина, дали од претходното искуство на магионичарот, дали е некој сосема нов почетник од нула кој што започнува или е некој кој што веќе располага со одредени вештини. Еве тебе конкретно. Колку ти треба еден За оваа трик со нов, топчиња. нов трик? Зависи од тежината. Еве ваков трик, Ама некој со не, топчиња. Со топчиња овој. на вистина Зборам, чисто постојат да имаме различни представа левели. дали тоа се спрема за во денови, во месеци, во години, ме разбираш? Некои трикови се вежбаат можеби со години, некој може за 5 минути да се научи. На YouTube има трикови за дечиња од 4-5 годишна возраст што може да научат за 1 минута што ќе го видат трикот и ќе го знаат веднаш, а некој поголемо дело уметничко да се создаде треба години. Така е. Добро. Немаме више време. Фала ви многу. Супер си поминавме. Читате ги сите вести на telma.com.mk и чекајте на утре пак. Така е, нови гости. Поздрав Македонија. Чао. Чао.